Министре, добар ден. Во САД сте во неколкудневна посета. Која ќе биде целта на посетата во Пентагон? Посетата во Пентагон е фоллоуап, односно продолжение на средбата што имавме претходно со секретарот Панета, каде што дискутиравме за билатералната соработка, регионалната и евроатлантската перспектива за Македонија и регионот. Меѓутоа, дали навистина се истрошени аргументите за напредокот на Македонија на патот кон полноправно членство во НАТО? Јас би рекол спротивно. Аргументите се зајакнуваат секој ден. Со самиот факт што Република Македонија останува посветена на овој процес, продолжува поддршката на граѓаните над 90% и има политички консензус за ова прашање и покрај сите предизвици во сите овие години. Министри, на домашен план во Македонија, би ја запрашал зошто случајот Слупчане доби толков публицитет? Мислам дека со тоа се отвори едно клучно прашање за соживотот во Република Македонија, инклузивниот пристап на Република Македонија и Република Македонија да биде модел за земја членка на Европска унија и НАТО. Тоа е прашање што овие 11 години после Охридскиот договор остана недискутирана во јавноста и во политиката, но сепак е прашање што треба да се реши. Добро, меѓутоа, нема ли подобар начин за приближување на албанците и македонците со оглед дека водите одговорен ресор? Мислам дека кога станува прашање за идејата за концептот, јас апсолутно немам дилема дека ова е еден комплексен и сензитивен процес, што треба да се има разбирање и за чувствата на граѓаните, посебно тие што имале најмногу загуби од тој конфликт, односно изгубиле член од своето семејство. И токму потврда на тоа е дека пред една година имав реакција од страна на албанците за тоа што положи венец кај бранителите и ова година се рефлектира само од другата страна, зашто имав сличен потеки за албанците кои загинаа од 2001 година во конфликтот. Мислам дека ова прашање нема модел. Моделот е дека треба да се почитаме меѓу себе и да најдеме начин како тоа да го надминеме. Меѓутоа, дали има јас меѓу вас и началникот на генералштабот со оглед дека се појавија разни вести за обраќањето ваше на албански јазик пред кадетите? Мислам дека тоа беше некоја медиумска сензација, не знам од чии мотиви. Тоа не е прв пат јас да се обраќаме на албански јазик и јас уште од моето поставување, не само како министр за одбрана и министр за економија, во моите говори покрај македонскиот, без да се оди на класичен превод, делови од говорот или пораки ги говорам и на албански и на англиски, зависно од аудиториумот. Меѓутоа и во уставот тие прашања се регулирани. Во однос на релациите министер, председател на држава и началник на генералштаб, тие се јасно дефинирани во законот и мислам дека доколку се почитуваат тие одредби, ние функционираме најнормално во тој аспект. Меѓутоа, во армијата официјален јазик е македонскиот. Да, јас тоа не го оспорувам, во законот е јасно дефинирано дека тоа е македонскиот јазик службен. Во однос на командата, секако дека во армијата и во пишаните наредби, тоа се на македонски јазик. И тоа што јас сум го кажал, тоа што сум го направил, е во однос на како е во говорите, каде што можам да го направам. Исто така во однос на веб страната, исто така тоа е регулирано и во однос на уставот на 20% од граѓаните што го зборуваат јазикот може да го користат својот јазик. Па и во армијата на Република Македонија албанскиот се користи кога даваат заклетва и тоа е во пишан документ покрај македонскиот и на албански јазик и имаат подпишана својата заклетва сите припадници на армијата на Република Македонија.